Почитувани Facebook пријатели, почитувани слушатели, во наредниве неколку минути сакаме да се навратиме на онаа тема која што многу често ја говориме овде, а тоа е за пописот, тема која е најактуелна во Македонија и во диаспората. Нашиот став веќе го кажавме во изминатите неколку недели. Сега само сакаме да повториме дека се уште стоиме на ставот дека македонскиот народ кој живее и работи надвор од Македонија повеќе од 12 месеци треба да се пријави, односно да се регистрира за пописот, но тука да застане и да не продолжи со понатамошно попишување. Да си го зачува тој дел кој што се регистрирал, каде му се потврдува дека е веќе регистриран и кога ќе се створат услови, кога ќе дојде време и кога ќе дојде друга власт, која ќе биде народна, избрана од народот, а не наметната како заевата власт, тој документ ќе биде искористен за докажување на нивните злоупотреби. Со непопишувањето, да бидеме попрецизни, со непродолжување со одговори на прашањата од прашалникот кој во нормална држава и под нормални околности треба да се одговорат, всушност ние ќе покажеме и ќе го покажеме нашето незадоволство од начинот на кој го испланирале овој попис со ваквата методологија, а тоа ќе биде еден вид на силен бойкот од македонскиот народ кој е надвор, односно во диаспората. Ако бројката на оние кои се регистрирале е да речеме неколку стотици илјади, а не продолжиле понатака со пописот, ќе биде еден силен удар за оваа ненародна власт. Само со регистрирањето ќе и покажеме и докажеме на владата на Заев и заевата власт дека сме убедени во нивната нечестност, бидејќи самите тоа го докажа многу пати досега во изминативе неколку години. Ќе им покажеме дека однапред се прочитани и им ја знаеме нивната намера. Знаеме дека овој попис е политички, а не статистички. Знаеме дека ќе ги наштелуваат бројките. Свесни сме дека намерата им е да избрише еден цел народ, а тоа е македонскиот народ. Знаеме дека Заев е управуван со 3 далински управувачи, едниот од албанските политички партии, другиот од бюрократите во Брисел и третиот од сценаристите за уништување на Македонија и македонскиот народ, и тоа преку машите Бугарија и Грција, а во името на добрососедските односи, кој веќе постана главен услов за влез во Европската унија. За нашето видување дека треба само да се регистрираме за попис во нерезидентното население, кое ни е овозможено тоа да го направиме по електронски пат, се водевме од анализирање на некои досекажни факти. Едната паралела ја влечевме преку анализирање на аргументи од оние кои го заведуваат македонскиот народ кој живее во диаспората да не се пријавува, мешајќи ги лончињата резидентно и нерезидентно население од една страна, а од друга страна неправење на разлика помеѓу регистрирање и попишување. Другата паралела ја повлековме со анализирање на некои чекори кои се превземани во Македонија и во соседството од страна на власта на Заев, како и неговите перјаници, заговорачи и сејачи на страв и магла. Додека дел од македонските активности во диаспората го убедуваат македонскиот народ да не се попишува, да не се регистрира, притоа не објаснувајќи им ја разликата помеѓу регистрирање и попишување, не сваќајќи дека со тоа тие му помагаат на оние кои се на добар пат да ја федерализираат Македонија, Артан Груби и Османи хараат, односно лобираат по соседството и Европа и ги канат албанците да се попишуваат, па дури и пуштиле мобилни екипи кои одат по нивните домови да ги попишуваат оние што не знаат сами како тоа да го направат. Во врска со втората паралела за која зборуваме, а поучени од минатото, да ве потсетиме дека Заев и со 30% и со 30% попишани ќе го прогласи за успешен пописот со аминување на меѓународната и бюрократите од Брисел. Исто како референдумот, и на основа на тие резултати ќе води политика, тоест ќе распродава и федерализира. Затоа ние велиме дека треба да се регистрираме и тука само со регистрирањето да застанеме. Ако не се регистрираме, ако спиеме на ушето и сонуваме дека ќе дојдат подобри времиња, како гладна кокошка просо, сами себе се лажиме. Подобрите времиња сами од себе не идат, почитувани. Никој на поклон нема да не ги даде. За нив треба сами да се избориме. Кренатиот глас ќе се расшири на секаде и секој ќе го чуе. Само бришењето нема да ни помогне.
туку напротив, како што реков, ќе им помогне на тие кои наумиле да не уништат. Сценаристот многу добро го проучил македонскиот менталитет и затоа му е лесно да се игра со македонскиот народ, кој не размислува за крајната цел, туку само за моменталната ситуација која му ја менуваат од час во час. Така да, никогаш нема да стигне до целта во која верува и му е искрена и од срце, ама неостварлива на начинот на која размислуваат. Македонскиот народ, кој е надвор од границите на Македонија, треба да направи дистинкција, односно разлика помеѓу пријава за попис и попишување. Понатака, треба да разграничи се други две работи. Едната е резидентното население, тоа е она која е во Македонија, и нерезидентното население, која е надвор од Македонија, во која спаѓаме сите ние кои сме надвор од Македонија, а сепак сакаме и треба да бидеме нераскинлив дел од Македонија. Ние, македонскиот народ, кои сме во диаспората, имаме исклучителна можност, а со тоа и обврска, да го чуваме и да се бориме за националниот идентитет. Со пријавувањето, односно регистрирањето за попис во нерезидентното население, ќе докажеме дека не има насекаде во светот и дека сме нераскинлив дел од Македонија. Со кренатиот глас, со само пријавувањето, ќе не видат и оние кои сакаат да не нема. Со непријавувањето, сами тие им ја улесниме работата и тие им ја исполниме желбата и замислата на овие од власта и на тој начин всушност ќе одработиме за уништувачите на Македонија и македонскиот народ. Борбата за чување на националниот идентитет, ние кои живееме во диаспората, треба да ја водиме и во средините каде што живееме. Која ќе има попис, треба да се попишеме дека сме по националност македонци и со тоа да ги потврдиме македонските корени. Доколку во ините пописи, во формуларите ја вметнат новата кованица, наместо само Македонија, треба сиот, ама баш сиот македонски народ, кој живее во диаспората, да го крени гласот и да се избори за тоа да не дојде. Да се избориме, да ни се дозволи правото на самоопределување. Имајќи го во предвид сето ова што досега го споменав, и покрај тоа што нашиот став е дека треба да се регистрираме, сакам да кажам дека во потполност и 100% ги поддржуваме и стоиме за сите оние кои што живеат во Македонија, а кои бараат да се стопира пописот, зашто постојат и сериозни причини. Едната е здравјето на народот. Среде пандемија не треба да има попис, бидејќи на тој начин го загрозуваат здравјето на населението. Другата причина е начинот на кој го донесоат законот за попис и тоа без консенсус. Третата причина е методологијата која не е во склад со пописните европски стандарди. Четвртата причина е изработка на софтверот кој се користи за пописот, а кој софтвер е изработен во соседна Бугарија. Петтата причина е тоа што пописот, како што го планираат, да го спроведат е политички договор, а не статистичка операција. Шестата причина е сомневањето за однапред договорените резултати. Седмата причина е неможноста на надворешна и експертска контрола врз пописот. Почитувани, овие причини кои што ги набројавме се само еден дел од причините, а има и други кои нема сега да ги набројуваме и затоа пописот во Македонија за резидентното население треба да се одложи. Ние од македонски корени, како што веќе напоменавме, даваме целосна поддршка на сите оние кои се залагаат за да не дојде до одржување на пописот, бидејќи ако се спроведе на начин на кој го замислиле, во тој случај македонскиот народ ќе биде избришан и наместо тоа ќе има само македонска етничка заедница. Како што и он напомена, методологијата за подготовка, организирање и спроведување на пописот е една од причините зашто треба да се стопира пописот, бидејќи ќе даде погрешни резултати, бидејќи е креиран за легализација на пописен фалсификат. Дека тоа е така, говори стравот на власта на Заев од одложување на пописот и за таа цел во последниве неколку дена упатуваат закани до сите оние кои повикуваат на бојкот, како и до сите оние кои ќе се одлучат да не им ја отворат вратата на попишувачите.
А што се однесува на скандалозните пораки кои се испратени до граѓаните од страна на владата преку портпаролот на владата Душко Арсовски и преку директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски, па дури и од самиот премиер Заев, а кои пораки во вид на закани со содржини од типот на учеството во пописот е задолжително, за поттикнување на бојкот на статистичката операција се одговара кривично, на тие што ќе одбијат да се попишат ќе се соочат со прекрашочна постапка, казните се до 300 евра и така натаму. Сакаме на сите вас кои досега не сте знаеле да ви пренесеме една друга вистинска вистина, спротивна на нивните закани. Попишувањето е доброволно право на граѓаните, а не должност која се казнува ако не се изврши или се извршува со закани. Граѓаните имаат право дали ќе прифатат попишување и попишувачи дома или во дворот пред домот, затоа што домот е неповредлив или воопшто нема да прифатат попишување. Во законот за попис никаде не пишува попишувањето е задолжително. Во членот 35 од законот за попис не постои обврска за задолжително попишување, туку само должност тој што доброволно ќе пристапи кон попишување на сите прашања во пописницата, да даде точни одговори и да презентира соодветни документи за одговорите. Во членот 49 од законот за попис, казни затвор од најмалку 3 и 5 години се пропишани само за тој што ќе уништи, прикрие, оштети, преправи или на друг начин ќе стори да бидат неупотребливи внесените податоци на пописницата. Казните затвор од членот 49 од законот за попис не се однесуваат на граѓаните ако не се попишуваат или за тие кои повикуваат на бојкот на пописот. Не постои забрана за бојкот на пописот во ниту еден закон, ниту во законот за попис, ниту во кривичниот законник. Во членот 26 од Уставот се вели се гарантира неповредливоста на домот. Во членот 39 од Уставот се вели по точка 1 на секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита, по точка 2 граѓанинот има право и должност да го чува и унапредува сопственото здравје и здравјето на другите. Ние од македонски корени, почитувани, упатуваме апел и јавен повик до сите лидери на политичките партии кои се дел од парламентот, без разлика дали се позиција или опозиција, да седнат и веднаш и безусловно да се договорат да го одложат закажаниот попис во среде пандемија, која што зема секој ден по неколку животи, кога секојдневно губиме некој наш пријател, комшија, роднина, познаник. Наместо борба во арената, наречена дневна политика, искачете се сите на пиедесталот. Подадете си рака заради здравјето на нацијата и сите во еден глас соопштете ја радосната вест за одложување на пописот. Пописот треба да биде радосна статистичка операција. Одважете се, надминете ги вашите суети, понижете се. Покажете доблест за чувство. Здравјето на секој еден е најскапото нешто што можете да му го подарете. Победете го умот со разумот. Одложувањето на пописот е најразумниот чекор што можете да го направите. Делувајте сложно за нацијата, за Македонија.